Почитувани, ВМРО-ДПМН изразува задоволство од примената на измените на Законот за акцизи, со кои се заменува постојниот модел на пресметка на акцизите на возила. Со оваа мерка, граѓаните имаат можност со помали трошоци да дојдат до ново или до пристојно употребувано возило. Оваа мерка на владата, предводена од ВМРО-ДПМН, наоѓа на голем интерес кај граѓаните. До почетокот на месец април увезени се над 3500 возила, што е идентично со бројот на половни возила што се увезуваа за цела година. Околу 725 возила со странски регистарски таблички досега се регистрирани, што е за околу 10% од вкупниот број возила увезени во изминатиот период. За таа цел се планира и информативна кампања за предностите на законските решенија, со кои се очекува да се интензивира одзивот. Се повеќе граѓани ќе ја користат можноста да купат автомобил, односно тие што имаат постари возила да ги заменат со понови. Она што задоволува е фактот што царинењето се одвива ефикасно и брзо. Повеќе од јасно е дека мерката ги постигнува посакуваните ефекти во делот на можноста за граѓаните да увезат возила со пониски трошоци. Намалувањето на акцизите се движи од 50 до 600 евра во зависност од вредноста на возилото, додека зголемување има за акцизите на околу 10% од возилата кои спаѓаат во најлуксузната категорија. Токму ова намалување на акцизите придонесува и за намалување на цените на новите автомобили. Почитувани, оваа мерка на владата, предводена од ВМРО-ДПМН, се реализира на барање на граѓаните. Иако не беше предвидено во програмата на ВМРО-ДПМН, владата реши да го исполни ова барање, бидејќи на тој начин непосредно реална корист од оваа мерка имаат токму граѓаните. Владата, предводена од ВМРО-ДПМН, ќе продолжи со доследна реализација на мерки и активности со кои им се излегува во пресрет на барањата и потребите на граѓаните. ВМРО-ДПМН и понатаму ќе поддржи и ќе застане зад проектите кои се од значење на граѓаните на Република Македонија. Благодарам.